Прво, имате амбиција? Никогаш не сум сакал да разговарам за амбиции, него за реалитети, дали е реално воопшто се вклучиш во трка. Во спротивно, гледам некои од потенцијалните кандидати исто така велат, па да, зашто да не? Или преку своји микрофони. Значи, знаете што, дали имаш ти желба, кеф да бидеш председател, премиер, министер, тоа треба да го оставиме за под дома. Прашањето е дали некој има реална шанса да биде избран, што ќе да кажам во превод, дали може граѓаните да го поддржат во доволна бројка за да биде. Иначе желбата е, јас сум бил 2014, аспирациите и амбициите во таа смисла за мене не се спорни. Јас сум бил веќе еднаш председателски кандидат. Прашањето е дали јас можам и сите други да добиеме доволна поддршка од граѓаните, од сите етнички заедници, не само од една или друга, како што правеше Груевски претходно, за да бидеме сериозни конкуренти за таа функција. Само за тоа станува збор. И што вели вашата анализа во овој момент? Во овој момент течат неколку анкети кои ги нарача владеачката партија и мислам дека од денеска или од утре ќе почнат и формалните разговори во рамки на владината коалиција. Јас очекувам дека првите резултати од ова што е последен турнус на анкети ќе бидат готови за отприлика недела дена, па ќе видиме како е тоа, што е најново во таа смисла. Инаку да не се лажем, анкети се правени и 2014, анкети се правени, јас бев носител во прва изборна единица 2016. Мерени сме сите ние и за локалните избори, независно дали сме биле кандидати за градоначалници или не, така што денеска е модерно, имате онлайн анкети, за половина час добивате отприлика индикатор околу трендовите. Така што, но и ова треба да се почека за да се види. Мојата предпоставка, ако е дозволено, ако не е невкусно да зборам за себе си, дека е мојот рейтинг или мојата поддршка меѓу граѓаните не е битно различна од 2014. Добро, сте разговарале со Заев оваа тема? Не. Не, затоа што ставот, знаеш како, Заев и 2014 и сега го има истиот став и по мене тоа е не само што е конзистентен, него е коректен. Логичен е. Вели ќе ги направиме анкетите, вели јас сакам да победам. Иако ја не одам во таа трка, меѓутоа јас го поддржам тој кандидат, не сакам да изгубам. Кој политичар сака да изгуби? И ќе одам со оној кој има најголеми шанси да победи. Сосема е логично е да се слуша тоа што граѓаните велат, да не одиме во ризични комбинации, бидејќи знаете како, тоа е една теза која кај провладините аналитичари се провлекува подлог временски период, мене ми е криво ради тоа. За кај што се тврди дека опозицијата начело предводена од ВМРО ДПМН е во таков хаос да таа не може да се собере, па не знам, по било која ситуација и дека е било кој кандидат на владеачкото мнозинство ќе се прошета на изборите. Да подсетам само на еден кус податок. Советничките листи на последните локални избори, кога ВМРО беше во уште поголем хаос од колку што е денес, на таа партија донесоа 313.000 гласови.